Поздрав на сите, добро дојдовте назад на каналот на Благодуш. Што? Мислите дека ме нема? Епа не, грешка сте, ме има. Пред почетокот на ово видео сакам само многу накратко да објаснам некои навистина работи што треба и што заслужува да му дадам едно значење и објаснување до вас, до моите гледачи. Прво сакам да се извинам поради тоа што јас ја кажав воопшто причината зашто нема да има daily upload видео, значи тоа ви е јасно и зашто нема daily upload видео, кажав дека ќе има едно или две видеа неделно што ќе бидат поквалитетни. Сега буквално не беше така, веќе немаше видео да кажем некој недела дена поради причина што како што знаете и самите се работеше на спотот на песната за хејтерите која ви е многу добро познато, ќе зборуваме и на оваа тема многу накратко. Сега, што се однесува до песната за хејтерите, зошто ја направив таа песна накратко? Буквално ја направив за сите вас кои мислите, баш буквално како што вика и во самата песна, за сите вас кои мислите дека хејтерите се посилни од вас. Епа не се посилни од вас и тоа јас го докажав со мојата песна. Како го докажав? Буквално песната за хејтерите достигна 5800 прегледи, еве до ден денес моментално еве 6 дена имаат поминато и сега кога видов пред некој половина час имаше достигнато 5800 прегледи, што да кажам за 6 дена за мене можеби некој во најдобрите рекорди што можам да ги кажам што се однесува до моите видеа или песни. Во песни буквално буквално ги надмина моите претходни песни, веќе ги надмина, кој знае колку ќе има кога ќе дојде и до во нивно време колку што тие истраеле до сега. Сега песната има 229 лајка со 155 дислајк. Значи буквално сакам да им се обратам на сите хейтери кои ја слушнаа песна и да ви кажам зашто буквално ние успеавме да ги победиме. Да, луѓе, ние со оваа песна заедно, вие сите што ме гледате, што ме поддржувате, што ја поддржавте оваа песна, без разлика дали сте ставиле лајк или не сте ставиле, или што буквално ви се допаднало ја поддржавте оваа песна, буквално сите ние ги победивме заедно хејтерите. Како ги победивме? И покрај тоа што песна има 155 дислајкови. Јас знаев и очекував и песната беше правена за хејтерите сите да си се кажат кои се што се на песната во коментари, во дислајкови и буквално да се попалат на песната и да, така и се случи. Се попалија, почна да пишуваат коментари и утре дислајкови. Но хејтери ви благодарам, вие не сме свесни дека буквално ми помогнавте мене со тоа што удриште дислајк на песната. Како? Видите, значи, не знам дали сте запознати, но буквално дали вие сте ми удриле лајк или дислајк, јас излегувам во препорачани видеа, како што би рекол Оли Петар. Со тоа вие ми помагате што буквално и да ми удрите лајк и да ми удрите дислајк хейтери, јас потоа ќе ви излегувам и вас и на многу повеќе други во препорачани видеа да ме кликнуваат и да ме гледаат. Така да вие хейтери ми помогнавте, така да ве повикувам и ново видео удрете, не е проблем, и дислајк удрете. Вие не сте свесни дека буквално само ми помогнувате мене. Многу ми е жал за некои неуспешни работи како ете цобе кои се осмелија да пишат коментари на мојата песна и да ми скритикуваат. Зошто? Бидејќи буквално јас не се споредувам ни со цобе и како ли да се чита и ниту со никој друг, но буквално многу ми е жал што буквално се попалуваат кога ќе видат дека за 6 дена сум извел многу повеќе прегледи со песна која е правена во еден ден, музика и снимање во еден ден, спот да кажам, и сум извел повеќе прегледи на таа песна која тие ја правеле можеби недела или 2 недели или не знам ни како ги кога ја правеле, така да се попелуваат на тоа и буквално сакам да ви објаснам само дека злобата и љубомората и тоа што вие завидувате нема никогаш да ви помогне и да ви донесе успех во животот. Така да сепак што да кажам, love you, ве поздравувам и вас сите тие што мислите дека ми значеа нешто тие критики што ми ги дадовте, буквално не. Која нема погледнато, еве тука, ви стои слика, значи песната Благодуша за хејтерите 2018 official music видео. Погледнете мојата песна, поддржете и заедно да ги победите и вие хејтерите со мене како што јас го направив тоа. Буквално јас сум премногу задоволен поради ситуацијата на како течеше растот на оваа песна и буквално со тоа ние ги победивме хејтерите, успешна мисија, mission completed што би рекле некој. И само воедно сакам многу накратко да се заблагодарам, али премногу од срце на моите прилепчани кои што до сега ја немав некоја толку голема поддршка од прилепчани, но после оваа песна луѓе, па едно 50% од тие прилепчани мои тука од мојот град, луѓе што деца и луѓе ме запознаа поради таа песна, ме поддржуваат, толку многу ме шеруваме, споделуваа на Facebook нишчаршија здраво да се сликаме едно друго. Буквално сакам од се срце да им се заблагодарам на сите прилепчани кои што ме поддржаа и во оваа песна и во целата моја работа е во, да кажам, во последниве недела дена. Многу сум среќен поради тоа што почна да ме ценат многу повеќе луѓето во мојот град, а тоа немаше да се случи доколку не бевте вие, драги мои луѓе што ме гледате, што ме поддржувате. И нема што друго да кажам, ве сакам сите, ви се заблагодарувам и може да почне текот на ова видео. Гледате во
видеото пишува ме претепаа 10 мина. Не, ова луѓе не е никаков кликбейт, тоа е точно, значи се работи за серијалот кој го продолжуваме story time серијалот и ова е вистинска случка. Ме претепаа 10 мина луѓе, ќе почнам со ред. Нешто се случува во кога јас започнав во средно училиште прва година во училиштето Орде Чопела, со Орде Чопела, хемиско училиште. Значи јас бев смер агроменеджмент и сега што се случува. Во класот бевме, ако не се лажам, дали 12, дали 13 души, така нешто. Јас и мојот другар Филип, нема да ги напоменувам имињата на децата или било што друго, значи јас и мојот другар Филип седевме на прва клупа и сега имаше едно другарче, да кажем, другарче ќе го наречам, кое беше останато од втора година во прва година и да кажем се погоди да биде во нашиот клас, али онака малку брливо. И се што се случува, ние седиме на час, буквално внимаваме, пошто знаете како кога ќе дојдеш прва година во градот веќе, а ние буквално блуси од село, немаш ни врски, немаш никој да те брани, немаш ништо буквално, тоа скрос онака си чкарта. Мислиш и дека и не имаш потреба за да имаш такви врски. И поминува другарче во влегува, да кажем, момчето кое е останато од втора година влегува и прво мене папи прави вака, ми удри ступаница по половината, ја му се сврди вака, надазди потоа и на мојот другарче Филип истото му го направи. И сега Филип не можеше веќе да истапи, му стана и го фати да вака загуша. И кога го видов дека Филип фактички му се протистави, му се соочи на момчето, станав и јас и буквално го турнавме под маса, тука настанаа трганици и тепачка и на друго, буквално среде час професорката дојде да лежи со таа прачка. И така да го настана тие тепачки, се што се случи после тоа, како не разделија, не однесува ке педагогот и така нашиот педагог ни рече вака. Слушајте, да ви кажам, ова е многу брз. 2 дена, 3 дена, 5 дена ќе ви пуштаме прво, видите зошто ќе избира деца, ќе ви натепа. Ќе ви натепа, мора да ви пуштаме прво. Ќе ви собира деца, такви се знаете. И ние, добро, пуштите, не мислам, не е проблем. Наш не беше баш мило што ќе ни пушта да морам да признам дека малку сепак кога ни го кажа тој ни беше став. Што се случува? Буквално еден ден си одиме порано, 2 дена си одиме порано и третиот ден исто излегуваме за да си одиме порано, али јата буквално научи и што се случува. Го викавме тоа ни Никита каде што јадеме, сега под таа Никита, сендвичарницата каде што јадевме под училиштето е таа Никита и па под Никита, фактички Прилепчани знаат што е како се наоѓа, под Никита и гледаме зад нас трчаат околу едно 10 деца, можеби фазла имаше, се не сум точно сигурен. Трчаат и застанете. Сега ние нормално застанавме пошто буквално и знаевме што ќе се случи, буквално ако почнеме да бегаме можеше да се случи нешто многу полошо, што може да извадат нож и не знаеш, друго што ќе извадат може да те заколат на лице место кој да бика бе. Што да правиме, застанавме, буквално не заокружи вака во круг. И сега исто ово момче што е останато од втора година во прва, на Филип, на другарчето на Филип му вика кај ќе бегаш сега. И сега Филип се уплаши многу, вака, буквално е вака правеше. Не бегаме, никаде не бегаме. И сега тој фактички пас му прави на Филип. Филип е вака. И знаете како буквално Филип е многу мирно дете кој буквално никогаш немало потреба да се тепа со некој, не знае како изгледа да се тепаш за разлика од мене. И почна да размастува вака со рацете. Буквално нели. Мишеше и мафташ. И сега што се случи, јас го залупа, а јас тоа ми гледам. И сега го залупа, го почна да го удират него. Ја кога го видов тоа нешто, таа случка пред мене, му се фрлив на истото дете што го, да кажам, што го растргавме на часот, му се фрлив и кога му се фрлив, само што го удрив и се сетив кај мене овде назад во главата. Спас, овде тука назад ми се закрнавата пред очите. Сето, буквално кога го сетив тоа нешто, таа силна болка неколку пати каде што удира тупаница овде кај мене назад во главата и кога вака рацете. И знаете како почнав прво да се одбранам било како вака со. Иначе само да ви кажам дека малку ми е раменото исчашено ме боли, пошто игра фудбал и ете така лошо згазнав и го исчаши. Значи да се навратиме на темата. И кога вака рацете и кога гледав така рацете ти не може да намалат главата пошто намалат тука некаде по слабините, тоа стварно многу болеше, така да јас мора да легнам на асфалтот и почна се стуткав скрсти, почна да клоцат, да маваат, јас лежев и така да не направија бабки и не подуја скроз да кажам. Сега што ми беше од сета таа случка, од како не пушти, да кажам, од како не истепаја, се истрчаја, се избегаја за мина, да кажам, и сега ние лежиме на земја, од како станавме, ми беше таа случка толку интересна, зашто? Затоа што Филип се расплачи, ми беше малку гревно, ми беше интересна, пошто почна вака да му вика: "Ќе те пријавам в полиција!" И тоа ми беше толку многу смешно и се што се случува. Буквално Филип се јавува на класната на нашиот класен раководител, предобра класна имавме тогаш, да ја каже што се случува. И сега му викам да колку што може повеќе да каже дека е удрен, пошто стварно беше удрен. И јас му викам, тој кажува: "Не, А те па. И јас му кажувам: "Речи дека носот ти тече кафе." И носот како ми тече. Јас му кажувам, а му викам: "Речи дека и носот ти е помодрен скроз." И носот ми е помодрен. Речи дека заби немаш. Заби немам. Буквално тоа ми беше толку смешна ситуација, што буквално после цел пат кога се појавивме се смеевале, буквално стварно бев потечен, најмногу тука назад на главата, тука и не бев пизни колку фатен бев малку, али тука назад на главата бев потечен и
Тоа е тоа за таа случка, после тоа сум имал и многу тепачки како ги фатив тие некои врски да кажам тука низ градот. Сум имал многу тепачки доколку сакате да ви раскажувам и за моите други тепачки, слободно ставете лайк, шернете во видеото, ставете сабскрайб, не забравяйте, имаме 4100 и нешто сабскрайбери, така да road to 4K полека почнуваме сега како што кажав да редиме оние квалитетни видеа што стварно ќе ги правиме, пошто и работата ми привршува и ќе ставаме видео колку што можеме почесто. Следите тука на Инстаграм, ќе видите со мали букви Стефан Благадуса, сите со мали букви, значи Стефан Благадуса напоменувам. Фоловнете ме на Инстаграм за се да знаете први да дознаете за мене, се први да гледате што се случува во мојот приватен живот, настрана од YouTube, од песните или било кои ствари. Имаше прашање како дали хејтерот ти е драг, зашто истрснуваш коментарите. Да, мене хејтерот ми е драг, буквално вие сите ми сте на некој начин драги и ме поддржувате и со тоа што ставате хејт коментари и дислайкови, така да. Тоа е тоа, се гледаме во ново видео. Peace out! Јеби га!